Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Се извинуваме на почетокот, поради паѓањето на интернет моравме да ја пролонгираме емисијата, односно почетокот на нашата денешна емисија. Среќен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска сме среда, 9 февруари, 40-тиот ден во оваа тековна година. Што се однесува до сервисните информации, на почетокот да спомнеме дека сонцето во Кавадарци изгреја во 6 часот и 35 минути, а ќе зајде во 16 часот и 58 минути. Како што може да приметите, почитувани гледачи, денот се продолжува, односно се зголемува. Што се однесува до воздухот во Кавадарци, ова утро е чист според мерната станица која ја имаме овде во градот. Денот 18 со плюс 1, односно сега е моментално плюс 3 степени, облачно е, но како што еве гледам овде за денешната прогноза, ни вели дека ќе имаме умерено до значително облачно во крајните североисточни подрачја ќе провејува слаб снег. Ке дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, особено вдолж поврдарието. До крајот на денот облачноста ќе се намали. Така да температурата ќе биде се уште добра, кога велам се уште, бидејќи се очекува уште подобро да биде. Како е да е, во Кавадарци ќе биде од плюс 1 до 10, Гевгелија од плюс 3 до 13 степени, минус ке имаме некаде во Кумановскиот, Беровскиот крај од минус 4, односно минус 5 до 5 степени. Во Пелагонија има снег вчера, значи падна снег, нов снег во Прилепско и во Битолско, тамо е студено од минус 5 до 8, и во Хридскиот интересно, иако имаме езеро, тамо ќе биде од минус 7 до плюс 5 степени. Што се однесува до утрешната прогноза, ќе имаме сонце повеќе, значи денеска ќе имаме пократки интервали на сонце, може да го видиме, но утре ќе имаме подобро време. Еве, за утре се предвидува сончево и потопло со мала локална облачност, предпладне со појава на магла во одделни котлини. Утрешната температура ќе допре до плюс 15 степени во Гевгелискиот регион, во Скопскиот ќе имаме до 12, Кумановскиот до 10, Кавадаречкиот до 13 степени и во Пелагонискиот од минус 5 до 10 степени. Така да се најавуваат потопли денови кои се пред нас, па ќе видиме како ќе биде тоа време. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие ни јавуваат дека денеска ќе собраќајот е во нормала. Кога велам нормала, значи нема некои забрани. Собраќајот на државните патишта се одвива попретежно влажни коловози, а на повисоките места има остатоци од каша снег по интервенција од дежурните екипи на ЈП Македонија. Тие патни правци се исто така проводни и се расчистуваат. Интензитетот на собраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања, секако за влез и за излез од нашата држава. Автомотосојузот препорачува прилагодена брзина на движење, почитување, значи на патната собрекајна сигнализација и внимателно правување со моторните возила, посебно на патиштата низ котлините, речните долини и клисури, каде што има можност за одрони и појава на одрони на тие посебни делници како што се Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево.
Така да бидете внимателни возачи почитувани, вие кои возите, посебно и во градските средини, каде што има доста движење на пешаци, почитувајте ги правилата да пешаците имаат предност на тие пешачки премини, да не истрчуваат, плашејќи се за својот живот, затоа што ние како возачи не застануваме многу луѓе гинаа токму на тие пешачки премини. Денеска спомнавме 9 февруари 2022 година. На денешен ден се случиле многу интересни работи во светот, почитувани гледачи. Еве, на денешен ден, 1540 година, во местото Рудај Филдс, во близина на англискиот град Честер, се одржала првата трка со коњи во светот. Ете и тоа е забележено во историјата. На денешен ден, 1973 година, по поразот на востанието на Матија Губец во Стубичка битка, задушена била селанската буна на хрватско-словенечките селани. Матија Губец бил заробен, а потоа погубен во Загреб на 15 февруари 1573 година. Вие по старите гледаш сеќавате и таа книга како лектирани беше за Матија Губец таму некаде во 60-тите години во минатиот век, кога бевме во 8 делење, кога посетувавме. На денешен ден, 1849 година, италијанскиот револуционер Джузепе Мацини го прогласил Рим за република. Колко е стара Италија. Одиме понатаму да прочитаме уште некои настани кои се случиле на денешен ден. На денешен ден 1934 година во Атина, Грција, Романија, Турција и Кралството Југославија го подпишале Балканскиот пакт заради зачувување на територијалниот поредок на Балканот. Пактот се распаднал под притисок на Германија и практично бил расторен пред избухнувањето на Втората светска војна. Еве некои информации кои се поврзани за нашата земја. Да видиме кога, еве например, кога Индија ја признала Република Македонија за независна држава на денешен ден, значи 9 февруари, тоа се случило 1995 година. А 1999 година Народна република Кина ги прекинала дипломатските односи со Република Македонија поради воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Република Кина Тајван. Вие по старите се сеќавате за тие години кога беше во владата Тупурковски и кога ни ветуваше $1.000.000 ќе добиеме од Република Тајван. И тогаш Кина ги прекина дипломатските односи со нашата земја. Од таа $1.000.000 скоро ништо и не видовме. Добро, 2003 година на денешен ден папата Јован Павле II упатил драматичен апел против американската инвазија на Ирак, а потоа упатил и личен пратеник во мировната мисија во Багдад. Тоа не го спречил Вашингтон од намерите без одобрение на Обединетите нации да ја нападне таа арапска земја со изговор дека под режимот на Садам Хусеин имал оружје за масовно уништување. Но до ден денешен не се пронашло такво оружје за масовно уништување, но човекот страда и го убија. И еве уште една историска порака, односно историско подсетување. На денешен ден, 2012 година, во Прага почнала да го носи една улица да го носи името Македонска. На церемонијата на свеченото пуштање во употреба присуствувале представници на локалната власт и македонската амбасада во Чешка, како и македонци кои живееле во чешката метропола. Иницијативата ја донел чешкиот граѓанин Петар Кунеш, кој како туристички работник и патиписец идејата добил пропатувајќи ја Македонија. Значи во Прага постои улица која се вика Македонија. Еве, почитувани гледачи, тоа беа сервисните информации на почетокот, а сега ќе одиме со една убава песна да ја отпочнеме оваа наша емисија и ова наше денешно дружење.
dobra cesta koja vodi sve do raja. To je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. To je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. Jedno obećanje da će opet doći k nama. To je obećanje vjere, upanja i ljubavi. To je obećanje vjere, upanja i ljubavi. Kada moraš sutra poći sa križanja svoga puta, pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Evo je повторно во живо, почитувани гледачи, ја следите емисијата на радио Гласна надежда. Емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Поздрав до сите вас кои денеска не следите, возвраќаме поздрав до гледачите во Австралија, во Македонија кои ни пишуваат и не поздравуваат. Вчерашната емисија можам сега да погледнам овде на извештајот кој ми го дава Facebook, дека сме биле следени секако најмногу од гледачи во Македонија. Сме имале гледачи од Германија, Србија, Америка, Хрватска, Босна и Херцеговина, Австралија, Австрија, Швајцарија, Словенија, Холандија и уште многу други земји од каде не следаат наши верни гледачи. Што се однесува до процентот на мажи и жени, вчерашната емисија следиле 56% на машкиот пол и 44% од женскиот пол. Интересно, имаме гледачи, значи, од 20, може да кажем, од 18 години, па преку 65 години. Најмногу по старост не следаат од 55 години до 65 години. Значи, таа популација најмногу ја следат ова наша утринска програма. Продолжуваме ние со ова наша емисија, почитувани гледачи. Следува рубриката за капки за мудроста или капки на мудроста и сакам да споделам неколку такви мудрости. Твојот живот е резултат на изборот што го правиш. Ако не ти се допаѓа твојот живот, почни да правиш подобар избор. Какви што се вообичајните мисли, таква ќе биде и природата на твојата душа, бидејќи мислите ти даваат боја на душата. Убавите мисли изградуваат убав карактер. Патот на неразумниот му се чини прав во неговите очи, но кој слуша совет, тој е мудар. Кој стекнува разумност, си ја сака душата, а кој го чува разумот, наоѓа среќа. Мудроста почива во разумно срце. Научене да ги броиме нашите дни, да придобиеме мудро срце. Секако тоа се изрази, односно записи од книгата на мудриот Соломон, мудри изреки. Мудроста ќе влезе во твоето срце и знаењето ќе ја зарадува твојата душа.
Zašto mudrosta je poskapocena od biseri i nikakvi skapocenosti ne može da se sporedat со неа. Еве тоа беа неколку капки на мудроста за утро, почитувани гледачи, верувам ќе ни користат како совети, бидејќи претежно доаѓа од мудриот Соломон, кој како човек е наречен најмудриот човек кој живеел на оваа земја. Поракава во приказната што сакам сега да ја раскажем, односно тоа е кратка приказна и следува потоа мал коментар. Всушност, насловот е обид да се промени Божиот закон. Пред многу години, рускиот цар шетал низ прекрасниот парк што допирал до неговата палата. Шетајки се дошол до местото на кое стоел стражар и чувал некои грмушки. Изненаден што нашол стражар на тоа место, го запрашал царот војникот. Што правиш овде, војниче? Не знам, одговорил стражарот, ги извршувам наредбите на капетанот. Тогаш царот го повикал капетанот и го прашал, зошто поставевте стража покрај овие грумушки? Така бара заповета, одговорил капетанот, но не знам точно зошто токму овде имаме поставено стражарско место. По испитувањето царот дознал дека никој од неговиот двор не знае зошто таму се поставува стража и од кога се прави тоа. Тогаш царот побарал извештај од старите дворски документи во кои пронашол исклучителни податоци. Со години порано, Катерина Велика на тоа место посадила еден посебен вид на трендафили или ружи и поставила стража покрај нив да ги чува за некој да не ги згазне или да не ги уништи. Тој трендафил одамна исчезнал, но стражарите тука се уште стоеле, не знаејќи зошто со години и години чувале стража, а не знаеле што чувале. Почитувани пријатели, драги гледачи, Мноштво луѓе во христијанските цркви слично на овој настан се придржуваат кон науката која како извор на традиција се вовлекла во црквата, а не секако по Божја волја и по Божја заповед. Светото писмо го истакнува следниот совет. Погрижи се пред Бога да се покажеш како достоен и безпрекорно работлив, кој верно го проповеда словото на вистината. 2 Тимотеева 2 глава 15 стих. За да можеме да ги разбереме Божите вистини што го опфаќаат последното време, мора внимателно, драги гледачи, да го истражуваме Светото писмо, Библијата. Бог на последното поколение му испратил вест да се подготви за неговото скорешно доаѓање. Верноста е основен фактор на последниот судир. Треба да се направи избор помеѓу Божите заповеди и човечката традиција. Исус ни вели, но напразно ме почитува оти проповеда човечки повелби, зашто вие, оставајќи ја Божјата заповед, го држите преданието човечко, миење, чини и чаши и вршите многу слични работи. Марко 7 глава 7 и 8 стих. Христовата порака на љубов, упатена до секој човек, го опфаќа и почитувањето на седмиот ден, саботата, кој е знак на Божјата создателска моќ. Ете, тоа беше утринската приказна во која се подсетивме на овој руски цар кој шетал во својата градина и приметил како некој војник чува стража, меѓутоа немале никој појма што чувал, бидејќи таму било само трева, ливада, што би се рекло, и обичен парк. Меѓутоа, кога ги испитале историските факти, пронашле дека некогаш пред многу стотици години таму била посадена ружа, односно трендафили, и тогашниот кој управувал со дворот, со царството, едноставно одамна Катерина Велика не била жива, ни самите ружи били уништени, но традицијата со поставување на стража се уште постоело. И денеска, на жалост, многу луѓе се држат за разни традиции кои немат врска
со Библијата, со Свето писмо, но Бог не повикува да се вратиме на старите патишта, да ја држиме вистината која е запишена на страниците на Свето писмо. Нека Господ денеска биде со нас, да и ние одиме по стапалките на Исуса Христа, како што вели Свето писмо, дека Исус е тој пат, Исус е таа вистина, Исус е тој живот. Одиме повторно со песна и повторно ќе се вратиме потоа во емисија. Почитувани гледачи, вие следите утринската емисија, утринската програма на Радио Глас на надежта. Адвентистичко радио кој емитува својата програма на Facebook страната Радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Продолжуваме во живо со нашата утринска програма. Наред е утринската порака која наоѓаме денеска во Псалмите Давидови 48 глава, 2 стих. Насловот е Ерусалимскиот цар. Величествениот Рид е радост на целата земја. Планината Сион на крајниот север е град на Великиот цар. Од врвот на Маслинската гора Исус го посматрал Ерусалим. Пред него се простирала гледка што пленела со својата убавина и мир. Сончевите зраци на излез ги осветлувале снежно белите мермерни ѕидови и се одблеснувале од златните порти и кули. Во совршена убавина столе храмот, гордоста на еврејскиот народ. Кој израелец би можел да ја гледа ова сцена, а да не почувствува длабока радост и восхит? Но Исуса го обземеле сосем други мисли. Кога се приближи и го виде градот, заплака за него. Среде сеопштата радост, што ја предизвикало неговото триумфално влегување, кога сите околу него мафтале со палмови гранчиња, кога од речињата се огласувало радосното Осана, Осана, и кога илјадници гласови Исуса го прогласувале за цар, Спасителот на светот одеднаш бил обземен со таинствена тага. Тој, Божи син, надеж на Израел, чија што сила ја победувала смртта
и ги изведувала низините заробеници од гробовите, плачел, но не од обична болка, туку од големи, неискажливи душевни маки. Тој не леел солзи заради себе. Тој плачел над мноштвото ерусалимци, над слепилото и непокаяноста на оние што дошол да ги благослови и да ги спаси. Иако му узвраќале зло за доброто, омраза за љубовта, сепак тој непоколебливо ја продолжувал својата мисија на милоста. Никогаш не ги одбивал оние што барале од него милост, но Израел се одвратил од својот најдобар пријател и единствен помошник, ги презирал повиците на неговата љубов, ги одбивал неговите совети и ги исмевал неговите опомени. Кога Исус ќе биде распнат на крст на Голгота, тогаш ќе поминат деновите на овој народ, кој Бог го благословувал и кој му бил мил. Во овој миг, кога Исус го гледал Ерусалим, пред неговите очи лежала несреќата на еден цел град, на цел еден народ, на тој град, на тој народ кој некогаш Бог го избавил и кој бил посебно Божje богатство. Божето трпение кон Ерусалим уште повеќе ги утврдило евреите во нивното упорно непокаяние. Евреите ја презреле Христовата благодат. Еве, почитувани гледачи, ова беше денешнава утринска порака од Светото писмо, кое ја пронајдовме во Псалмите Давидови, од 48 глава, 2 стих, кој сушност се однесуваше на Исуса Христа. Како Исус се чувствувал кога влегол во Ерусалим, кога многу жени, мажи, деца го дочекале со зборовите Осана, Осана, фрлале палмови гранчиња, ги постилиле тие килими каде што ќе поминем ослето, магарето. Исус, интересно, не се качил на коњ. Исус не сакал да биде горд, односно магарето е символ за понизност. Исус воопшто не сакал да биде така пречекан, но ете народот тоа го инсистирало и така направиле. Но во срцето и во очите на Исуса приметиле некаков вид на жалост, бидејќи Исус знаел што го очекува овој град, што го очекува овој народ, дека го очекува прогонство, дека го очекува окупација тамо некаде околу 70-та година, кога многу евреи биле убиени. Почитувани гледачи, еве продолжуваме со нашата програма. Сега ќе ја видиме нашата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве во живо, повторно во нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката Библиски личности. Овутро би сакал да накратко кажеме неколку зборови и да размислуваме за Марија, мајката на Исус, најпознатата жена на сите времења. Интересно, за неја имаме многу пророштва и како што овде имам некои податоци собрано, дека за Марија се напишени над 200.000 книги. Ја не знам како ги изброеле, но сепак може би постои начин да се тие бројки соберат на едно место и ете, јас таа бројка ја презентирам ова утро пред вас. Скоро 2000 години од низината смрт, жена од Назарет продолжува како жена, како име да привлекува стотици, десетици милиони верници широм светот.
Инако, почитувани гледачи, информациите за Марија се оскудни. Немаме некои подробни, големи, надолго напишани информации. Иако 4 евангелија зборуваат за Марија, зборуваат за низиното потекло, сепак и апостол Павле до христијаните во Галатија им пишува исто така за Марија и така натаму. Марија, знаеме дека името го добила, потекнува, од арамејскиот збор Маријам, што значи благородна жена или возвишена жена. Интересно, таа била запросена од Јосифа како девојка, но се уште не биле земени и според Библијата таа останала бремена и знаеме Јосиф што наумил да ја остави, да не ја посрамоти пред народот. Меѓутоа, знаеме дека ангел му се јавува на Јосифа и му кажува дека Марија не е виновна, туку таа она што го носи како чедо е од Бога, односно од Светиот Дух зачнато. Значи, Марија нема некои големи привилегии во Светото писмо, почитувани гледачи. Едноставно, таа била од Бога одбрана како девојка да го роди Исуса Христа. Таа го негувала, го чувала, го воспитувала 30 години и потоа тие 3,5 години, знаеме, Исус отпочнал активна работа. Таа го чувала Јосифа, односно Исуса со Јосифа заедно, посебно на година кога биле истерани, односно морали да го напуштат, да ја напуштат Палестина поради заканата на смртта од Ирода на Исуса Христа. Меѓутоа, кога го посветувале во храмот, знаеме Симеон свештеникот што кажал дека незиното срце ќе биде прободено со копје, со нож, и таа тоа го чувала во своето срце и навистина доживеала тешки моменти кога го видела Исуса Христа како виси на крстот, и тука знаеме дека едноставно Исус на Јована му вели: Јоване, ево ти мајка, а тебе, мајко, ево ти син. Марија го следела Исуса на неговите активни патувања за време на тие 3,5 години. Посебно се сеќаваме кога отишле на свадба во Кана. Очигледно Исус одел на свадба, почитувани гледачи, и Марија била со него. Тоа биле нивни роднини, очигледно, и тука кога снемало вино, знаеме како мајката изреагирала, а Исус исто така го прави своето прво чудо во јавноста, кога од вода тој прави вино, и тоа вино не било алкохолно, тоа вино како некој што сака да го прикаже дека ете Исус прави вино и ги опијанува луѓето. Не, тоа било грозов сок, и самиот кум тоа го приметил дека нешто кога го пија тоа вино е посебно, не е она вообичаеното. Така да Марија е интересна личност. Знам дека некои христијански заедници веруваат дека Марија е вознесена на небото. Немаме такви податоци, почитувани пријатели. Марија не е на небото. Таа не е светец, таа не може да ни помогне. Таа е само наречена блажена помеѓу жените, што имала таа привилегија да го роди Исуса Христа. Марија е покојна и таа чека еден ден воскресение. 1854 година Марија станала како догма во некои христијански заедници и ја обожаваат како светица, или во народот позната како Богородица. Ние треба да имаме почит кон Марија, но не во тој однос да ја сметеме поголема од Исуса Христа. Марија е жена обична, починала, после секако кога Исус заминал на небото, немаме повеќе податоци за Марија. Немаме никакви податоци дека евангелистите ја посветиле за светица, дека ја обожавали така натаму. Едноставно оди во анонимност, и таа денеска не е на небото, ниту во рај, ниту во пекол. Но сепак, значи, Марија е голема како име, како жена во христијанскиот свет, затоа што го родила Спасителот на овој свет. Еве, почитувани гледачи, толку за Марија. Денеска продолжуваме со нашата програма со уште една песна.
sve što je u meni želi pjevati. Isuse, volim te, Isuse, trebam te, više od sveg drugog trebam te. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, trebam te. Isuse, spasi me, više od sveg drugog spasi me. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, spasi me. Isuse, ti si tu, više od sveg drugog ti si tu. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, ti si tu. Isuse, čuvaj me, više od sveg drugog čuvaj me. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, čuvaj me. Isuse, hvala ti, više od sveg drugog hvala ti. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, hvala ti. Isuse, voliš me, više od sveg drugog voliš me. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, voliš me. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, voliš me. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Добре дојде на сите вие на сите вас кои се вклучивте во меѓувреме и ја следите нашата денешна утринска емисија. Продолжуваме да пренесуваме убави моменти од нашите села, градови, водопади, градови и други излетнички места во Македонија. Овутро би сакал да ве подсетам за Попова шапка. Не знам дали сте биле на Попова шапка, се наоѓа во непосредна близина на Тетово, на Шар планина. Јас сум имал прилика да одам и во зимски период, кога имало снег, но и во пролет, кога е се зелено, кога е топло и убаво певе. Попова шапка е најпознат зимски спортско-рекреативен центар во нашата земја, во Република Македонија. Се одликува со голем број на сончеви денови и снежна покривка од октомври до мај. Погоден за сите скијачки дисциплини. Посебно е привлечен за скијачи професионалци. Попова шапка располага со прекрасни скијачки терени со површина од 35 километри. На Попова шапка се наоѓаат повеќе хотели, значи тука е Попова шапка, Славија, кои се наоѓаат на 1707 метри надморска висина. Во скоро време, значи по ново време се изградени и приватни капацитети за сместување, има доста викендички во околината на Ридовите, така да сите вие кои сакате да поминете еден добар викенд, а сте љубители на снег, на скијање, на санкање, одете со вашите деца и ќе видите колку е
колко je ubavo. Za vreme na vikendite toliko ima vozila što predstavava vistinska sreća ili lotarija da najete parking za vaše vozilo ili ke morate na nekoliko kilometri podolo prema drugite sela da gi parkirate vašite vozila. Znači, Popova Šapka se nalazi vo severozapadniji del na Makedonija, na 1780 nadmorska visina, metri sekako. Potočno, ako sakate da znajete koliko kilometri je odalečeno od Tetovo, 18 kilometri. Pominuvate niz sela, ne možete da vozite brzo od Tetovo kon Popova Šapke, zašto ima mnogo krivini, ima i sela, no patot je bezbeden i može da stasate na vaše to odredište. Sekako na Popova Šapka ima i žičarnici, nekada je okolo 7 kilometri. Ako ste ljubitelji na priroda, može da gi koristite tije žičari i da uživate vo ubava panorama. Vidik od Popova Šapka je otvoren kon sosednite planini Jakupica i Solunska glava. Gledajte kakva prirodna ubavina se nalazi ova mesto Popova Šapka. Može da je gledate celata Pološka kotlina, vključovajki go i grad od Tetovo. Interesno, istorijata zabeležila дека до Втората светска војна единствен објект на Попова Шапка бил планинарскиот дом, свечено пуштен во потреба на 11. ноември 1934 година, за кој воден новински напис од 1940 година се истакнув дека може да прими околу 130 луѓе. Немало струја, не било поврзано со телефонска линија, а самото преноќување чинело 5 до 6 динари, југославенски динари, за членовите на планинарско друштво. А за останатите од 10 до 25 динари, значи за престој, за сместување. Полн пансион чинел 32 динари. Превозот од Тетово траел 3 часа, а бил со изнајмен конј за 10 до 20 динари од селото Лисец, па од тука до домот можел да се оди и пешки. Кога немало возила, немало автомобили, ете како се превезувале туристите или оние љубители на планина со коњи. Значи 18 километри патување од 3 часа да се стаса до Попова Шапка и да се ужива во природните убавини и да се предстои во овој планинарски дом, кај што ете чинело 5-6 денари за членови на планинарско друштво, односно 10 до 25 динари за останатите посетители. Посетете убавица Попова Шапка, кога имате време, почитувани гледачи, сега одиме кон пролета, испланирајте еден викенд или со вашето друштво, или вие кои сте пензионери, со вашите пензионерски друштва, навистина нема да зажалите, туку ќе имате убави спомени. Продолжуваме сега да кажеме нешто и за здравјето. Совети од полето на здравјето. Еве, ќе прочитам и ќе ви пренесам 5 клучни совети за подобро здравје, почитувани гледачи. Понекогаш ни се чини дека треба да вложиме доста големи пари за да имаме добро здравје. Но праксата покажува другачие. Затоа, ајде да ги слушнеме овие едноставни совети што може да направиме за здравјето да ни биде подобро. Број 1. Седете помалку, а одете повеќе. Физичката активност не само што помага да биете послаби, туку го намалува ризикот од рак на дебелото црево, ракот на грлото на матката и дојките. Научниците ова го образложуваат со влијанието на физичката активност врз хормоните. Освен ова, постојат докази дека физичката активност е подобра и за менталното здравје. Било која физичка активност е добра. Трудете се да сте што помалку во состојба на мирување. Не мора да вежбате во теретана. Шетајте, возите велосипед и пливајте. Второ, јадете повеќе овошје
и зеленчук. Стручњаците уште не можат да се договорат дали за здравјето е подобро да сте вегетаријанец или не, но согласни се за една работа. Овошето и зеленчукот имаат навистина добро влијание врз вашето здравје. Спијте повеќе. Истражувањата кои ги имаат анализирано бројот на часови кои ги поминуваме во спиење врз влијанието на здравјето покажува дека премногу сон влие подеднакво лошо како и премалку сон. Го зголемува ризикот од болести на срцето, диабетис и прекомерна тежина. На здравите возрастни луѓе им се препорачува да спијат помеѓу 7 и 9 часа во текот на ноќта. Научете како да се изборите со стресот. Модерниот начин на живот носи и секојдневна изложеност на стрес, а ова има ужасно влијание на нашето здравје. Затоа важно е да научите како да се изборите со стресот. Вежбајте, медитирајте, молете се, практикувајте, тоа мирување во мисла, слушајте музика, читајте, а доколку ви е потребно, и исплачете се. Секако ако има и такви моменти, а доаѓаат во животот. Пијте повеќе вода. Дали сте знали дека доколку сте дехидрирани, само 1% ова влие на вашата способност да се концентрирате. Сите знаеме колку водата е битна за нашиот организам, но понекогаш се случува покрај сите обврски да заборавиме да внесеме доволно вода. Ова ги намалува нашите ментални способности и го зголемува стресот. Повремено обратете време и на вашата урина, бидејќи таа може да ви открие дали сте на пат кон дехидација, доколку е темна, ви треба вода. Овие навики се толку едноставни што можете да почнете да ги практикувате уште од денес за да го подобрите вашето здравје. Доколку и ова ви се чини премногу, почнете да воведувате една по една од овие навики секоја недела и лесно ќе се прилагодите. Еве тоа беа тие 5 многу важни совети или принципи, почитувани гледачи, кои не се тешки, а можеме да ги спроведеме за да имаме подобро здравје. Еве денеска се одлучив да ви споделам еден рецепт овошни колачиња со овошни снеголки. Ако вие ги пишувате, земете пенкало или хартија или пак може да ја преслушате ова емисија и подоцна на оваа Facebook страна на Радио Гласна Надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна Надежта. Значи, ова се лесни, здрави и брзи колачиња кои имаат доста интересен вкус и мирис. Што е потребно? Во еден сад ги ставаме испасираните банани, а потоа го додаваме пирето од јаболка, ванилата и медот. Мешаме додека убаво не се соединат. Ги додаваме овесните снеголки, ги мешаме, па ги додаваме циметот, карамфилчето, солта и брашното. Мешаме и на крај додаваме брусницата, промешувајќи ја со лажица. Со лажица за сладолед вадиме топки и ги ставаме во плех на хартија за печење. Ако сакате, можете да ги притиснете да добиете плочки. Печеме околу 20 минути на 180 степени додека малку не станат кафеави на краевите. Оставете убаво да се изладат. Од ова доза излегуваат околу 24 во зависност од големината и се доста хранливи и заситуваат. Наместо банани или пир од јаболка можете да комбинирате пасирани праски од компот и уште многу други вкусни комбинации. Што се е потребно за овој десерт, односно за овие овошни колачиња со овошни снеголки? 3 средни банани, значи испасирани, 180 грама овесни снеголки, 50 грама брашно од бадем, ситно измелен бадем во блендер. Значи, од бадемите се прави ова брашно кога ќе се блендира. 100 грама пире од јаболка или аплосос, претходно испасирано и оладено. 80 грама брусница,
seckana sekako, 2 do 3 golimi lažici med, po polovina malo lažiće sol i meleno karanfilče ili so prstofat koliko može da fatite. 1 lažiće melen cimet i polovina lažiće ekstrakt od vanila po želba. Evo, to bija sovetite za našto zdravje i gospodelifme današnjot recept ovošni kolačenja so ovošni snegolki. Odime so pesna i продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Draga dušo, tebe znaj, sakada te spasi Bog, toj te vika sega čuj, sakaš li me grešniče, toj te vika sega čuj, sakaš li me grešniče. Skitniku izguben greh, ja ste vara temina, mrakot ja ste ogreja, i ti da do svetlina. Mrakot ja ste ogreja, i ti da do svetlina. No besilen su mi sva, ljubav tvoja, Hriste, ti moje srce razgori. Ljubav tvoja, Hriste, ti moje srce razgori. Дојдовме полека до последната рубрика во нашата денешна емисија. Зборуваме за археологијата која ја потврдува веродостојноста на Библијата на Светото писмо. Пренесуваме инсерти од книгата на професорот Драго Обрадовиќ, Археологијата и Библијата, разбирање на Библијата преку археолошките пронајдоци. Денеска би сакал да ви прочитам насловот кој гласи Последен остаток. Асирскиот цар Син Шар Ишкун најверојатно бил убиен во 612 година пред Христа, кога Ниневија паднала, што може да се заклучи врз основа на еден цитат од дневникот на Набубаласара. Во 600 година пред Христа медијците и вавилонците ги нападнале преостанатите асирци кои се повлекле во градот Харан и воспоставиле малечко царство како остаток под владење на Асур Балит во горниот дел на реката Еуфрат. Асирците се повекле преку Еуфрат до Харкемиш. Следната година таму дошол фараонот Нехо II
на помош на Асур Убалит. Во неуспешниот обид повторно да го освоат Харан, нивните обединети војски го нападнале вавилонскиот гарнизон преко реката, но тој успеал да се одржи се додека нему пристигнала помош од Набопаласара. Вавилонскиот извештај за египетската помош на асирците го расветлува еден библиски навод. Тоа се случило истата година, 609 година пред Христа, кога Јосија од Јуда загинал во обидот да го задржи фараонот Нехо II кај Мегидо. Тоа го пишува во 4 царства, 23 глава, 29 стих, кога овој се упатил кон север на помош на асирскиот цар. За Асур Убалит и за асирците во битката кај Херкемиш никогаш повеќе не се слушнало. Кога вавилонците го нападнале Харкемиш во 605 година пред Христа, се спомнуваат само египтјаните. Асирците исчезнале од историјата. Вавилонците го зазиле Харкемиш, со што ги покориле цела Сирија и Палестина. Новиот джин, јака сила, сега зазела најзначајна положба на стариот Блиски исток и станала сила со која државата на Јуда од сега требало да соработува. Еве интересни податоци видовме, почитувани гледачи, како Бог ја водел историјата. Еден народ исчезнува, доаѓа на сцена друг народ. Асирците ќе пропаднат, со тоа и Ниневија, која била проречено дека ќе исчезне, дека таму ќе биде вода, дека ќе биде море. После Асирското царство доаѓа она најсилното, најмокното, што Данило го видел во тој кип, односно му го протумачил на Навудоносора. Така да, еве, уште еднаш ве поканувам сите вие кои немате Библија, почитувани гледачи, а сакате да имате, ние како редакција имаме за вас бесплатни Библии, така да слободно пишете на нашата адреса, а ние ќе ви испратиме по пошта, односно ќе ви биде доставена до вашата домашна адреса. Еве, полека дојдовме до крајот и на оваа наша денешна утринска емисија и благодарам, почитувани гледачи, на вашето внимание, што не следите секој утро во 8 часот и 30 минути. И посакувам убав ден, биете радосни и срекни, биете одговорни, чувајте се и ви закажувам, ако Бог даде живот и здравје, нова средба утре во 8 часот и 30 минути. Довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.